Денес повторно се собравме тука на граѓанскиот мирен протест кој е организиран од страна на координаторите на граѓанска иницијатива Учебници и настава мора да има. Цврсто стоиме до истите барања кои ги доставивме и на првиот протест до Министерство за образование, и следните барања се против реформата што е уведена од страна на Министерство за образование. Следните барања се од граѓанска иницијатива следните. По точка 1. Хартиените учебници задолжително да останат во употреба за сите одделенија во основното и средното образование. Точка 2. Да се исклучи сеопфатно родово сензитивно образование во основното образование. Точка 3. Етика на религиите да остане изборен предмет. Точка 4. Да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден. Точка 5. Да се образложи и аргументира кратењето на фондот на часови по одредени предмети и влијанието во наставниот процес за истите тие предмети. Точка 6. Да се создадат соодветни услови за инклузија на децата со попреченост, хендикеп и посебни потреби. Точка 7. Да се креираат протоколи за одржување настава со физичко присуство во услови на пандемија. И точка 8. Задолжително учество на представници од групата и од граѓанскиот сектор во работната група за измени во законот. Сакам да ви информирам дека по втор пат поднесената иницијатива за одржавање на референдум, денеска иницијативата, граѓанска иницијатива Учебници и настава мора да има, достави до собрание и истата е уредно проследена и прифатена. Така за следни чекори и информации следете групата на официјалната група на Facebook Учебници и настава мора да има. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.